Hello students, my name is Maria and I'm your English teacher for today's lesson. In this lesson, we are going to learn how to make the plural of nouns in English. Zdravo učenici, moето име е Марија и јас сум вашата наставничка по англиски јазик за овој час. На овој час ние ќе научиме како да правиме множина на именките во англискиот јазик. Let's begin! Именките во англискиот јазик ги именуваме со зборчето nouns. Repeat. Nouns. Nouns can have two forms, the singular form, a chair, and a plural form, chairs. Именките во англискиот јазик имаат две форми, форма во еднина, a chair, и форма во множина, chairs. Now let's see how plural is made. Look at these examples. A table, tables. A pen, pens. A brush, brushes. From these examples, we can see that we make the plural of nouns by adding s or es to the noun. Од примериве, може да заклучиме дека множина кај именките во англискиот јазик се прави со додавање на наставката s или es на именката. Now let's see some other differences. In these examples, a bag, an egg, and bags, eggs. From these examples, we can see that we put a or an in front of the noun in singular forms. But we don't put a or an in front of the noun in plural forms. That is because a and an means one. Од овие примери може да заклучиме дека пред именките во еднина пишуваме a или an, додека пред именките во множина не ставаме a или an. Тоа е така затоа што неопределениот член a, односно неговата форма an, означуваат еден. Сега да видиме кога додаваме наставка s, а кога се додава наставката es. If the noun ends in s, ss, sh, ch, x, o, we add the ending es, односно, доколку именката завршува на некое од овие букви, се додава наставката es. A church завршува на ch, churches. A brush, brushes. A box, boxes. Let's see some other spelling rules. If the noun ends in f or fe, f turns into v and then we add es. Односно, доколку именката завршува на буквата f or fe, во тој случај буквата f преминува во буквата v и потоа се додава наставката es. Let's see the examples. A wolf, wolves. A knife, knives.
A shelf, shelves. But, roof, roofs. Safe, safes. Proof, proofs. Од примерите може да заклучиме дека од основното правило, каде што F преминува во V и потоа се додава ES, има одредени исклучоци кај некои именки. Некои од тие именки веќе ги видовме. Roof, roofs, safe, safes, proof, proofs. Кај овие именки, буквата F не преминува во буквата V, значи нема никаква промена и само се додава наставката S. So in some words, we only add S. If the noun ends in consonant plus Y, односно, доколку именката завршува на согласка plus Y, in that case, Y turns into I and then we add ES. Во тој случај, буквата Y преминува во буквата I и потоа се додава наставката ES. Ова ќе ви биде појасно од следните примери. A baby, singular form. Babies, plural form. Ајде да погледнеме. Зборот baby, именката baby, завршува на буквата Y. Но пред буквата Y имаме согласка. Во тој случај, буквата Y преминала, сме ја сменале, со буквата Y и потоа сме ја додале наставката ES. И од тука имаме a baby, babies. Истиот случај, a lady, ladies. Зборот lady исто така завршува на буквата Y, а пред буквата Y имаме согласка. За да направиме множина, буквата Y ја заменуваме со буквата I и потоа додаваме ES. But, if the noun ends in vowel plus Y, односно самогласка plus Y, во тој случај нема никаква промена и се додава само S. Односно имаме a boy, boys. Именката boy завршува на Y, меѓутоа пред Y имаме самогласка. И поради таа самогласка, Y не ја менуваме и додаваме само S. Односно имаме a boy, boys. A day, days. Now, let's see the plural forms of some of the nouns. A boy. That's right, boys. What is the plural form of a shoe? Shoes. That's right. A house. Houses. A fox. Foxes. A kiss. Kisses, that's right, well done. A baby. Babies. Good. And now, let's choose which one is the correct plural form of the noun. A day. Days, written like this.
or this? That's right. That's the correct answer. A bike. The correct plural form of the noun a bike is, that's right, bikes. How about a school? This form or this form? Correct. The plural of a fox is foxes. That's correct. The plural of a wolf wolves. Good job, well done. And the last one, the plural form of the noun a baby is babies. That's right, you did it great. This was all for today. I hope it's clear and I hope you liked it. See you next time. Bye.